Во вестите слушнавме дел од информациите поврзани со светските случувања, но во продолжение поважните настани ги извојуваме заедно со помош на колегата Дејан Андоновиќ. Добро утро. Добро утро. Добре ни дојде во Слободен печат. Задоволство е што да имаме повторно како и секогаш. Добро ве најдов. Да започнеме со сите оние случувања. Еве, ги спомена во вестите дека сад ќе продолжат со нападите врз проиранските групи во Сирија и Иран. Кои се новите случувања? Ирак, пардон. Кои се новите случувања? Викендов имаше нови напади од страна на Соединетите Американски држави? Да, тие напади за честија стана поинтензивни, ако беа спорадични како што се случува во изминатиот период. САД во тој регион знае, САД и Британија, велам, знаат да гаѓаат, тоа барем според вестите што доаѓа изминатиот период, не беше некој изненадување, но беше изненадување што првин жестината, второ зачестеноста и трето бројот на жртви, 45 луѓе загинаа. Независно сега има различни информации. САД и Британија велат гаѓале по тие исламистички групи кои оперираат таму, кои се финансирани од Иран, значи шиитски групи кои го поддржуваат Хамас, кои учествуваат во терористички напади, кои неодамна при напад на американска воена база загинаа тројца војници. И сега ова ти што го зборуваш денеска, истото го слушавме пред 2 недели кога беше изведен напад врз американската воена база, кој што загинаа тројца војници, ми се чини дека 30 беа повредени. 35 колку што ранети, и тогаш излезе официјален и Пентагон и Стейт Департментот и опште официјален Вашингтон и најавија одмазда за овие напади, како што сега они ги направија нападите. Загинаа 45 луѓе изминативе 2 дена, односно во саботата тогаш беше нападот. Сега па овие најавуваат одмазда и тоа ми се чини нема крај. Но мене ми личи, а и сега многумина што ги следат овие работи, може да грешам, дека како да се отвара една нова точка на конфликт, која покрај Израел, ајде и Украина, тука измеѓу се случува, жестината е голема. Јас ќе потсетам во Ирак, особено, режимот на Башар ал-Асад во Сирија е на некој начин со поддршка на Москва, но овој во Ирак и не е, и морам да потсетам дека Соединетите Американски држави до неодамна има голем број на окупациони, би рекол, трупи на САД и Британија имаат таму сили, сега имаат и понатаму војници, но намален е контингентот, така да сега не знам затегнатоста на односите помеѓу Западот и Багдад, официјален Багдад, бидејќи тие официјално се уште соработуваат со Западот околу некои работи. Сега овие прошиитски групи или исламски групи, веќе не знам дали се прошиитски, но се исламистички групи, тие им помагаат на Хамас, па ми се чини дека како да нешто зад се во ова стои нешто многу поголемо сознание на Соединетите Американски држави, можеби некоја поголема организација и групирање на овие исламистички групи кои го поддржуваат Хамас, па оттаму и овие превентивни напади. Сега гаѓаат во Ирак, гаѓаат во Јемен, ги гаѓаат хутите, овие возвраќаат, тоа се расфрлани исламистички групи, но очигледно представуваат голем проблем. Тоа е мал простор, ако видиме од перспектива на светот. Значи имаме Ирак, имаме Газа, имаме Хути, Хезболах, исто така Израел најавува дека ќе продолжи со Хезболах во Либан, како да се отвара тој. Па сега слободно ќе кажам шиитски срп, што го нарекуваат, а тоа е нели Сирија, Ирак, Газа, иако не се шиити, но во тој срп се до Јемен. И оттаму и оваа изјава утринава која е и мотив за овој разговор што го зборуваме од Стейт Департментот, дека сад не исклучуваат можност и не исклучуваат дека би можеле да го нападнат Иран. Ми се чини дека се укажува на тоа. Иран подолго време е трн во окото на Западот. Јас секогаш го потсетувам тоа во 2002 година по нападите на 11 септември, кога излезе тогашниот претседател Џорџ Буш, велам 2002 ја даде изјавата, нападите беа 2001, кога изјави дека треба да се урнат режимите на оската на злото, Ирак, Иран и Северна Кореја. Ирак го урна режимот на Садам Хусейн, кој беше обвинет дека има хемиско и биолошко оружје, а после се испостави дека нема. Северна Кореја не може да ја урнат, иако се обидуваат, бидејќи
има атомски, очигледно има атомско оружје развиено и тоа е многу опасно да се направи, но не се исклучува можноста дека еден ден и тоа ќе дојде. И останува Иран. Сега Иран е обвинет дека ги поддржува овие шиитски милици, ги поддржува Хезболах, Хутите, па и самите палестинци во Газа, но е обвинет и дека продава ефтини дронови за потребите на руската армија во Украина и некако оваа изјава како да се навестува по подолго време ние што ги следиме вестите од светот, можда да исклучува можност дека можеби Иран би бил следна цел на американско-британската коалиција со цел нели да се дисциплинира тој режим таму и покрај тоа што проценките велат дека Иран е многу тешко да се нападне како што беше нападнат Ирак, Афганистан, пешадиски бидејќи конфигурацијата на теренот е така, но никој не им брани нели да стрелаат со ракети, денешниве ракети и дронови покажаа дека пешадиските сили на теренот и не се толку многу потребни за некој да ве нападне. Кој е Залужни, генерал Залужни? Ајде малку да му дадеме повеќе внимание во споменуваме. Фаворизиравме, но и зошто треба да биде тргнат? Јас повторно ќе кажам, ние го спомнуваме Залужни, зошто го спомнам подолго време, бидејќи гледам дека го актуализираат и денеска. Имаше изминатиот период, ќе го менува, нема да го менува генерал Залужни као началник на генералштабот на украинската армија. Еве сега можеби сме и досадни, но и тоа е настан, значи еве потврда е дека сепак Зеленски ќе го смени, дека побарал, дека ќе најде начин уставни како им одат тие работи во Украина. Сега не сум упатен доволно, но како председател на држава, веројатно и врховен командант на вооружените сили има право да го смени началникот на генералштабот. Сега ги гледаме и другите медиуми, овие што се против украинците, против Западот, некои руски медиуми, каде што и тие навестуваат, еве и руски медиуми, некои колку што успеав да ги прочитам, Правда, не знам сега да не ги именувам, каде што велат дека хаос во Киев, они велат, не сваќаат дека украинците дека и да го сменат Залужни, дека нема ништо да се смени, бидејќи очигледно генералштабот почнува полека да се противи на политиката која води Зеленски. Се смета дека новиот Буданов, ми се чини, шеф на разузнавачката служба на Украина, така се наведува барем, тој би бил неговиот заменик на оваа позиција и се вели дека е директно поставен од Ми-6, британската разузнавачка служба, и дека ги застапува британските интереси, додека пак овој Залужни бил повише проамерикански, па се наоѓа тука дека можеби има некое разногласие внатре во украинскиот државен и воен врв. Но тоа се разбира написи на медиумите. Она што е вистина е дека генерал Залужни сакаат да го сменат и повеќе од подолго време се шпекулираше дека тој е најсериозниот кандидат да го замени Зеленски на неговата председателска функција доколку има избори. Требаше да има избори, тие се малку сега пролонгирани поради војните дејствија во Украина и ќе видиме сега дали оваа приказна ќе го добие наративот на тоа дека Зеленски се обидува да го тргне својот најсериозен кандидат за председателската функција, или се работи за преплет на интереси на разноразни центри на моќ во светот, кои сега многу им е важно што ќе биде понатаму, кој ќе биде председател на Русија, бидејќи едно е јасно. Доколку дојде Зеленски, доколку остане Зеленски, тој не може да отстапи од онаа реторика што ја имаше дека до јуни ќе го освои Крим, ќе ги ослободи териториите, дека нема да седне на преговарачка маса со се поизвестниот старонов председател Путин, кој ќе биде најверојатно реизбран во март. Од друга страна, Залужни доколку го стават, тој веќе може од друга позиција да седне да каже ова што беше, ние ќе се повлечеме, ќе направиме компромис за ова, вие направите компромис за она и некако да дојде до мир во овој дел од светот, кој бидејќи 3 години трае оваа војна. Таа мора да запре, бидејќи еве гледаме дека други точки на војни точки се отвараат полека и тоа значи дека може да дојде до тотална војна доколку не се спречи оваа постарата се чини, нели, Русија и Украина, особено што е јасно и повеќе од јасно кој ќе биде победникот во оваа цела приказна. Колку и да Украина, нели,
успева да се одбрани, има поддршка од Западот, тоа не може да иде во бесконечност, бидејќи русиве очигледно се прилично настојчиви да ја завршат својата работа, што ја почна. Доколку не ја завршат, тогаш ќе дојде кај нив пред врата ѓаволот, што велат, и ќе дојде таму некои распаѓање на системот, но како што стојат сега работите, веројатно Украина ќе мора да направи отстапки, а за да направи отстапки мора да се смени државниот врв. Ме интересира зошто сака да му даде оставка и што тоа значи? Тоа значи дека не може да му биде тоа не менува, тој повторно може да му биде против кандидат за изборите. Па добро, од позиција на началник на генералштаб е едно, од позиција на вака, тој ужива Залужни, колку што успев да прочитам, има релативно добра биографија и тој е војничко дете, роден е у касарна, колку што успев да сакам да му дадем малку минути да го запознаеме кој е Залужни. Татко му бил исто советски офицер, тој е роден во касарна, војничко дете, цел живот е со војска, има огромне углед во своите колеги и своите подчинети војнички речено, доста си има докажано како војник, очигледно и прагматичен, бидејќи генералите се практично политичари во униформа. Така. Ние знаеме дека еден Двајт Ајзенхауер беше главен комендант на сојузничките сили во Втората светска војна за Европа, тој подоцна беше председател на САД. А знаеме дека генерал де Гол беше односно беше полковник у француската војска, па потоа беше генерал во војската во одбрана против нацизмот, потоа де Гол беше легендарниот председател на Франција. Се верува дека генералите обично се добри политичари кога треба нешто прагматично да се донесе како одлука, не како политичарите што се склони да ветуваат кули и градови, да немаат опипливи информации што е на теренот. Генералите знаат што е на теренот, знаат која е состојбата на војската, знаат што може војнички да се направи, што не може, и оттаму полесно е со нив да тие да седнат и попрагматично да ги решат недоразбирањата со другата страна. Особено сега, повторно ќе кажам, нема шанса да седнат на преговарачка маса утре Путин и Зеленски. Премногу работи се кажа. А Залужни би седнал со Путин, дали има изјава од него? Ние немаме слушнато ниту лоша реторика на русите против Залужни, ниту па Залужни излегол да каже Путин е ваков и Путин е таков. Веројатно тоа е една од логиките. Сега јас велам нешто што е логично и нешто што е присутно да можеме да го видиме и да го заклучиме. Веројатно има многу работи, преплетени интереси и сето она моќта кој ќе влијае, кој ќе владе, кој ќе биде правецот конечно на целата оваа, колку и да велат војна, ова е повеќе реструктурирање на целосната геостратегија на овие големи сили, кои тек допрва ќе ги гледаме сакале или не. А дали тој има излезено, ние овие информации ги пренесуваме врз база на агенциски извештаи на новинарите што пренесуваат од таму и светските медиуми, дали Залужни има излезено и кажано некаква изјава? Не, ретко дава и интервју, ја морам да ти кажам дека можеби ова е некоја стара школа на мислење. Обично генералите и воените лица и луѓето кои се занимаваат со безбедност, со вакви работи, и не треба да дават и не даваат изјави, бидејќи тоа они што го прават треба да е војна тајна. Што сега он има да кажува? Да кажува како ќе му се движат трупите, за разлика од Зеленски кој објаснуваше овој правец ќе нападне, Сакам да кажам, воените лица сега ние имаме тука и некои соработници кои биле војници, кои се уште имаат и чинови, тие можат полесно да објаснат кај нив во униформираната наука, значи војска прецено и полиција, многу малку се дозираат информациите и обично има гласноговорници кои представуваат што понатаму. Политичарите се тие што знаат да зборуваат се и се што, да кажуваат, да најавуваат, да се разбираат во тенкови, во хеликоптери, во стратегија, тактика, а на крај да видиме што се случува, практично не направиле ништо. Војник, ако седне, војникот ќе каже што е задачата што ја добил да ја исполни, задачата е да дојде до мир во Украина и тој ќе направи се да биде мир. Значи ја добил таа задача. За разлика од политичарите кои ќе ветуваат мир, а ќе се борат уште а ќе гинат при тоа невини луѓе. Да, брзо истекоа и овие 10 минути, имам уште многу прашања, но затоа си овде и утре веднаш повестите. Благодарам што издвои време за Слободен печат. Почитувани, ние продолжуваме со останатите содржини. За оние кои што подоцна се вклучуваат, ќе потсетам доколку ви стигна многу висока сметка за електрична енергија во следните минути на Слободен печат, можеби ќе го добиете одговорот зошто е тоа така. Овде го пречекува
представуваме нашиот прв гостин за денеска, Марко Бислимовски, председател на регулаторна комисија за енергетика. Со него ќе разговара колешката Сонја Таневска. Нема да биде само опфатена темата поврзана со високите сметки кои што ги разгневија и разлутија граѓаните, многу теми поврзани со економијата. Слушате во продолжение, останете со Слободен печат.